Бајколент. Аудио бајки. Големата авантура на Фигаро. Мачорот на Зоки е дебел и прилега на голема топка за плажа. Но иако сите го признаваат тоа, никој не умее да каже како тој го доби своето име, кое впрочем никако не и прилега на таква топка. Најпосле, зарем за еден мачор може името да биде толку важно? Тој е навистина познат и славен, а на славните им требаат убави имиња. Но Фигаро беше од оние што не обрнуваа внимание на тоа. Тој само знаеше дека сака да си игра и да се задева. Да, рака на срце, многу сакаше да се задева. Например, многу сакаше да се обесува со ноктите на долго набраното здолниште на бабата. Или лулето на тато да го тркала под кревет, иако тој поради тоа многу се лути. Или да скока врз убавиот чадор на мама. Што, се чудите? Еднаш така и стана. Скокајќи од креденецот врз него, кога тој беше отворен да се исуши од дождот, Фигаро го распари свилениот чадор со своите нокти. Гледате ли? А пак, што се прави со Зоки, тоа не може да се раскаже. Умот ќе ви застане. Сака, ета, да си ја стави извалканата шепа врз секој негов најнов цртаж, за да изгледа како печат. Сака да лижна од секоја чаша млеко што Зоки треба да ја испие. Но кој му дава? Сака да ја завлече главата во чевелот на Зоки и така како збунет да јури низ станот. И уште што не. Но по се изгледа, најмногу сака да се игра со Муви. Штом ќе види Мува, заборава на себе. Скока по неа и врз креденецот и врз запалената печка, па дури за една Мува може да се најде обесен и на лустерот. Како го прави тоа, никој не знае. Неговите скокови се вистинско чудо. Па бидејќи сите зборуваат за него, го фалат, ги опишуваат неговите збеснувања, го караат и го клоцаат, викаат по него, па само се слуша неговото име. Славата на Фигаро секој ден расте. Веќе секое дете од улицата знае за него. Но не може да се рече дека сите толку го сакаат колку што зборуваат за него. На славните им се восхитуваме, но дали ги сакаме, друга работа е. А завчера по улицата се пронесоа гласови. Фигаро, пш, пш, кутриот Фигаро, пш, пш. Замислете, Фигаро. Некој го сожалуваше, некој му се подсмеваше. Така ти е секогаш. А еве што се случи. Низ прозорецот во собата влета една оса. Сунчеше гласно и предизвикуваше. Фигаро ги наостри ушите и фр по неа. Таа на прозорецот, тој врз завесата, таа на таванот, тој врз креденецот, таа на креветот, а тој под креветот. Потоа таа на вратата, а тој над масата и ги исклешти забите. Одеднаш, осата долета право пред неговите нозе, а збунетиот Фигаро, пап, ја поклопи со муцунката. Што стана потоа? Фигаро мјаукна и се пикна под креветот, а осата остана неподвижна на своето место. Но повеќе не излезе Фигаро да излезе. Под креветот остана цел ден и молбите на Зоки не ги послуша. А кога дојде вечерта, со тажно мјаукање ја подаде главата. Сите подзинаа. Ова ли е Фигаро? Очите му беа речиси затворени, а носот како домат. Само опашката мрда помирливо и по тоа се познава дека гордиот Фигаро бара милост. Бабата го зеде вскут и почна да му става студени облози врз каснатото место. И како што се вели за некого дека откако ќе се попари од млеко дува и на матеница, така по оваа случка и Фигаро почна да бега дури и од мувите. А тоа беше нешто што не смееше да му се случи на еден славен мачор. И кога оваа вест се пренесе по улицата со шепотење, славата на Фигаро почна да потемнува. Пш, пш, чувте ли што му се случило на Фигаро? Пш, пш. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.